Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве не и овој петок со нашата и ваша емисија за земјоделците, која, како што знаете, точно во редовниот термин во 21 час. А репризата на емисијата е во недела во 12 часот и во среда во 14 часот. Денес сме со 13-тиот ден од февруар месец, или сме со 43-тиот ден, 44-тиот ден од годината. И со ден се подолг, бидејќи е веќе 10 часа и 29 минути. Компарирајќи го со оној најкраток ден 9 часа и 15 минути, значи мегданот за работа се отвара, а и денот растејки се евуваат активностите околу кроењето, околу пластеничкото производство и ред други активности во земјоделското производство. Ние ќе кажеме само дека недели ден од оној традиционален празник за Република Македонија, тоа е Свети Трифун, кога веќе лозињата ќе се кројат и ќе се одредува судбината на родот на ова вегетација. Значи, утрешниот ден навистина е значаен ден за лозарите, кој место со одредни манифестации скоро секој производен регион, па чак и секој производител лозар прават оној адет по однос на закројување на лозијата. Ние и денешната емисија ќе ја почнеме со нашиот вообичаен осврт за времето. Нормално како тоа се одразува врз одгледуваните култури. Ке почнеме пак со времето, бидејќи доаѓајќи према Гевгелиев да ја снимаме емисијата. Навистина, Валандовскиот регион, Богданскиот, Бадемот е веќе во полн цвет, што е знак дека температурната сума на оние сезибилни овошни видови како што е бадемот, кајсијата, калинката, јапонското јаболко, некои сорти слива, тие се веќе тргнати со почнато сокодвижење. И сега, до 22 март имаме уште навистина многу време. Ние ќе имаме навистина ризичен период, каде што со почетокот или поранувањето на вегетацијата, доколку дојдат температури под нулата, а тоа веќе се случува последните 2-3 години, ние ќе имаме пак губење на производството како што беше и минатата година, а тоа е кајсијат, скоро и денес кинавме, праската, јаболката, калинката и така натаму. Не би сакале тоа да се створи, но тектонската промена си го прави своето со времето како фактор. Како тоа се одразува врз одгледуваните култури, ќе слушнеме подолу. Кога збориме за состојбите во аграрот, бидејќи секојдневно сум со земјоделските производители, морам да кажам, импулсот од теренот ме загрижува, бидејќи она што најавува Свети Трифун, она што најавува почеток на пролета, тоа подразбира зголемени активности, интензивирање на одредени работи и ред други позитивни симптоми, гледам дека целото население е разочарано по однос на она што го гледа на теренот. И затоа, за состојбите во теренот имаме едно наше видување
каде што најголемо зло прави политиката со незината инкорпорација, уништувајќи го целиот аграр и оној елан за производство на храна. Затоа ќе слушнеме подолу. И на крајот од емисијата имаме новост од фитофармацијата, тоа е FitoSafe. Што тој значи? Навистина ќе кажеме по однос на тоа што прават ботритисот и пепелниците кај виновата лоза, кај лозарите. Сите знаеме дека најголема штета прави ботритисот со ова гниење и пепелницата што пукање на зрната, каде што не може да се тоа грозје пласира како асталска сорта. А FitoSafe-от ќе го експонираме што значи тој и неговата примена во лозарството и другите култури. Тоа се воглавно содржините со кои ќе се дружиме. Доколку сме интересни, следете не. Ние одиме со джингл и почнуваме со освртот за времето. Годините се многу, како ние, на телевизија Нова 12 имаме целосни емисии со вистински состојби од теренот. Почнувајќи од времето, од состојбите, од проблемите, од маргинализирањето и новости кои треба се најдат во производниот процес. Почнуваме секогаш со времето. Тоа не го правиме случајно, бидејќи времето е доминантен фактор за опстојба во аграрот. И навистина, тоа докажува. Ние буквално последните 2-3 зими имаме оние тектонски пореметувања на времето. Каде што во текот на целиот зимски период буквално не видовме снег и буквално ќе имаме проблем, бидејќи температурната сума е исполнета, а секој растителен вид што му се исполни температурната сума, тој почнува со своето сокодвижење. А почетокот на сокодвижење подразбира ризик, може ризик, до 22 календарски зима, да имаме температури под нула, а штом почне сокодвижењето, водата со незината агрегатна состојба оттечна во мраз, тоа значи уништување на вегетацијата која тргнала. Тоа го имаме сега како ризик, бидејќи до 22 март имаме уште многу пријатни и непријатни изненадувања по однос на времето. Реков пред малку, доаѓајќи према Гевгелија, Гевгелијскиот, Богданскиот, Валандовскиот регион, Бадемот и другите сензибилни видови кои имаат исполнето температурната сума, гледаме цветат. А имаме уште 30 на дена до почетокот на пролет. Секоја температура под нулата, секоја смрзнување ќе значи губиток на принос. Жално, но вистинито е Република Македонија последните години го доживува она тектонско пореметување на времето и како понатаму ќе се одвиваат работите, бидејќи немаме трајна стратегија за развој на аграрот. Ако би имале, треба да имаме селекционери кои ќе интродуцираат сорти кои покасно цветат, сорти кои се поотпорни на ниски температури и ред други позитивни генетски особини, како да застанеме на здрава нога, како производителот да не губи производство од таквите временски изненадувања. Но тука сме далеку, бидејќи
тој податок ми е нов, Србија одвојува 8% од својот буџет, од својот бруто доход за наука, Македонија ни 2%. И одредени години нема одвојување. Значи, со еден збор, од осамостојувањето не водаат луѓе, алчни и исклучиво влезени во политиканството за своји лични интереси и коруптивни действија. Тоа го зборам со чиста одговорност, бидејќи секаде кај што ќе се пипне кој кому е дадена власт, одма се откриваат коруптивни действија. Како да се упропасти нешто, како да се уништи нешто кое треба за трајна вредност, да биде трајна вредност на државата. Мене ме радува фактот што хидролошката состојба, бидејќи имавме добри врнежи од дожд, хидролошката состојба е на едно навистина квалитетно високо ниво. Како ретко кога, ова година оптимистички гледам, барем по однос на потребите на вода за наводнување и можностите кои се створени по однос на врнежите кои има. Скоро сите се акумулации се на едно високо ниво, а сите беа под техничкиот минимум и ние нормално е да очекуваме подобри денови, бидејќи во оние пеколни периоди ќе имаме вода за наводнување, доколку ја рационално и паметно користиме. А тука сме на вистина немилосрдни по однос на потрошувачка на вода, дали е за лични интереси, за производство на струја, дали е немање на одводна мрежа, дали каналската мрежа била пукната целата, па истекла водата. Тука имаме многу нешта каде што водостопанските организации редно е да се престројат и бидат во функција на државата. Но, дали ќе биде така, останува да видиме. Инаку, она долгорочна прогноза збори дека ние до 22 март ќе имаме уште изненадувања, не само температурите од 18, 20, 22, па дел од лозарите од Кавадарачко, не викаат професоре, на куси ракави кроиме, а сред зима. Тоа се работи, тоа се на вистина нешта кои укажуваат на можни големи штети. Бидејќи зимата знаеше да биде снег до колена, зимата знаеше да биде акумулација на влага, за да пролетто, летниот период ние имаме убави резултати. По однос на состојбите во теренот, на вистина оние производители кои се останати, производителите на рана куртава и љута пиперка, производителите на зелка. Во Струмичкиот регион веќе скоро 30 на дена се бери интензивно љута пиперка. Со добра цена и со добар елан. Но бројот на тие производители и староста на производителите загрижува. Нивните деца се во Швајцарија, во Италија, во Холандија, во Франција, во Германија. Просечната старост на земјоделски производители што останале да следуваат пиперка е 58 до 60 години. Земово. А младите се во странство. Каде е логиката? Каде е она суштинска трајна стратегија на луѓе кои се влезени во власт, во политиката, да размислуваат на долга стаза? Тие размислуваат, професоре, јас сум за 4 години тука како пратеник, ќе си зимам колку што треба, ќе си зимам ја апанажа, тоа е од мене. Тоа е кратковид, но изберен кобајаги од народот, он писма ноша, и тука се трагедиите на нашето време. Вие го гледате во парламентот,
едноумие и безумие, ништо друго. И албанците барат на албански уште и знаците да ги пишуваме, тоа е се што го гледаме и што трагично разочарува. Наместо обединување, да се каже дека сме аграрна земја, аграрот да биде стожерот околу кој ќе се вртат министерствата, бидејќи таму се ствара нов физички обем на производство, тоа го нема. Ние имаме навистина парламентот една таква изопаченост, една таква разјаденост, партиска разјаденост, и политиката е буквално влезена во државата. Ние немаме држава. Имаме политички целосно деструктурирана држава, влечејќи секоја партија кон себе, мислејќи дека е попаметна. И наместо обединување, како што реков, да се искористаат сите поволности, да се коригираат сите зла кои ги направија претходниците во формата на Бранко Црвенковски, кој направи најтрагична приватизација на аграрот на европско ниво. Европски експерти го викаат, полошо нешто за Република Македонија нема од тоа што е створено да комбинати со по 3.000 народ, наместо да го организира, да тие продолжат да стварат храна, тој го расшипка народот, ги даде површините само ради субвенциите на поединци, ала Свето Јаневски, ала други магати, и имаме пихтијаст аграр, каде што немаме ама баш никакво производство, и за 2 до 3 години има најава дека ќе бидеме увозници на храна. Исклучиво ради лошите действија и зла кои ги направи точно Бранко Црвенковски и кој ги ужива благодетите сега, иако сме бедни, тој ги ужива најголемите благодети како бивши председател. Која функција има тој, Ѓорги Иванов и Пендаровски? Скромна пензија да се даде, нека го ослободат буџетот, тие средства да влезат во унапредување во нашиот аграр. Стратешко, национално обединување, без разлика на нација, за квалитетен аграр, каде што ќе фигурираме во Европа како добри производители на храна, како од турнишкиот со градинарски култури, така од кавадаревскиот со добри вина, со добро грозје, како од тетовскиот со добро јагне, со добра друга инфраструктура, како со ретенскиот со јаполкото, како со оризот од Кочани. Имаме ние големи можности, само треба да имаме зрели луѓе, луѓе со дух на македонци, кои ќе се вложат, ако прифатат некаква политичка функција, па таа не е прифатена да корумпира, да има, да земе со пинци да влезе, да земе, да узурпира 2-3 стана, како што прават градоначалниците, и никој нема никаква одговорност. Тоа сигурно нема да оди веќе така, бидејќи дојдено е точно периодот кога се препознава и се разоткрива. И тоа е гест за поздравување. Новите луѓе секојдневно открива коруптивни действија. Дали антикорупцијска комисија, која она треба корумперите да ги открива, жената она корумпира. Зошто е законот? Зошто се затворите? Таквите действија треба хитно да се ништат. Сега, кој е иницијаторот на дрогата од 5 тона, 10 тона и 100 тона ќе станат? Некој го прекршил законот. Многу лесно видливо и откривливо е.
нека тој човек излезе, го извадат пред јавноста и го осудат 20-30 години. Зошто? Затоа што точно не споредува, Македонија споредува со Колумбија. Зошто тие челници кои го смениле законот анонимно не направаат закон за квалитетно производство од Струмичкиот регион, на краставицата, на доматите, на пиперките, за европскиот пазар со специфични органски назнаки. Зошто да не се произведе најквалитетното вино на светот и грозје од Кавадаречко? Зошто да го немаме, ја раневме цела Југославија со ориз. Сега оризот во оваа скапува и си играат играчки со цени и со други работи. Ресенското јаболко, познато во светот, со своите квалитети. Јапонското јаболко, калинката и ред други работи. Македонија, јас оптимистички го гледам тоа, можности има многу, само луѓе кои ги избираме. Ние не ги избираме, тие се избираат и успеваат да дојдат како избрани, тие доаѓаат во политиката како да направат зло, какви коруптивни действија, како да се збогатат на нечесен начин. Таквото нешто мора да се прекрати. И квалитетната фамилија, дали од лозари од Кавадарци, дали од ориз од Кочани, дали од компир од Беровско, дали од жито од Битолско, дали е од Валандово со калинката. Едноставно бараат честити, квалитетни луѓе кои ќе направат национална квалитетна стратегија, трајна стратегија за развој на аграрот. И тука, без присуство на било какви политики. Политиките нека си ги расправаат. Тоа да биде стожар, каде што било кој да е на партија, таквата национална стратегија мора тој да ја изврши. Ако не изврши за периодот на избор, тој ќе биде сменет. А не тој да ја смени програмата. Што се случува? Тој ја сменил програмата, дрогата дека може да успева ала Колумбија да бидеме и сега сме на таква дереже. Има некој кој почнал. Тој што почнал, ја сноси одговорноста. И таквите глупости што ги фрлаат како песок во очите на луѓето, ту за медицински сврхи, ту марихуаната се знае што представува. Сега, тие памфлети што се фрлаат, таа е за медицинска услуга, таа е за децата во кафичите да можат да се дрогираат. Такви глупости и такви класификации, за жал, на големо ниво, излегува како теорија, каде што професорот Вучков ќе кажат, тој не ги разбира работите, затоа така збори. Не е тоа. Зошто Република Македонија воопшто да не посвети внимание да произведува со 274 дена квалитетно органско градинарско производство и во другите региони што ги имаме, туку да се фокусира да произведува дрога. Блиско е тоа до логиката. Алчноста, брзо збогатување, бидејќи дрогата кошта пари, тоа се единствените адути. И таквите поединци, да не влезе во власт, него да не влезе во општиот живот. Затвор. Тој ништи млади генерации со производство 100 тона марихуана.
Чекај, каде ќе оди таа? По кафичите. Не била со такво, со друго производство, медицински цели и ред други камуфлажи што ги прават, а тука подпомага и уживатели, интелектуалци од високата класа. Бидејќи функционери имаше кои јавна тајна беше дека и они зимаат дрога. Но, тоа не е наш проблем. Тоа е проблем на нашата едноставно обвинителска фела, која треба да има пооштарност по однос на обвинителите и судиите, што за жал оние 2% кои ги оцрта државата и овој народот како поверение, и тоа и не многу. Секој судија, секој обвинител да биде толку длабоко корумпиран, што секој што ќе се пипна корупција. Ставена жена за корупција, она коруптивна. Ставила Катица Јанева во СЈО, она потрошила 4 милиона евра. Тоа е навистина трагично и со генот на македонскиот синдром на опстојување ќе мора да се позанимаваат поголеми експерти. Секој од нас гледаме и, пази, Владе е една фама меѓу луѓето. Дајте му власт да видите колку вреди. На Катица Јанева се даде власт, која требаше со тоа специјално обвинителство да ја расветли состојбата и да биде лејди ди во Европа. Оно се продаде за една фотелја, за една тросет и така натаму. Тоа се јавни информации каде што она заврши во затвор. Каде е логиката? Кој она како специјален обвинител ќе тужи, ќе суди? Кога она е таа што е таква. Која е таа сега жена што отиде исто така ставена за председателка, а она го прави тоа. Тоа се теми за длабоко размислување за менталниот склоп на македонскиот ген и македонскиот народ. Дај му власт да го видиш колку вреди. Но, ние со тоа нема да се занимаваме, затоа има органи и психоаналитичари што треба да ги тресат тие работи, ние ги гледаме колку тие работи штетно делуваат во овој наш аграр. И јас не можам да кажам, овој човек што направи со субвенциите за ИПАРДот, го познавав како честит човек и видите, му дадена му власт, како на луѓето да им даде при помош пари, европски пари, тој корумпира и прави действија кои не личат. Тоа е Република Македонија. И таквото нешто од ден на ден се разоткрива, докај ќе стигнеме останува да видиме. Но, мене ме радува фактот што останатите земјоделци, што се останати сега, имаат, благодарение на времето, квалитетна бербера пиперка. Зелката во една напредна фаза, Белкин ќе биде и соцена како што треба, да ги привлече младите луѓе кои сакаат да бидат производители на храна. А за тоа да се случи државата мора да направи големи потези во таа трајна, долгорочна стратегија на аграрот. Мотивација на младиот човек, што да произведува, за кого да произведува, за кои пари да произведува и кога ќе му биде платена. Тоа го сака младиот човек, ако сака да остане нататко му на имањето. Имам такви клиенти кои велат, професоре, ако тоа ова година исто биде како лани, јас
ќе го напуштам земјоделието. И крајниот епилог, знаете ли кој е? Ние веќе сме тргнати кон тоа. Верувајте дека за кратко време ќе видите и сами дека пак ќе имаме или кредит или заем од некој за увоз на храна. Тоа е периодот пред нас, ќе го видите и сами. Бидејќи нашето производство буквално е уништено од Бранко Црвенковски со приватизацијата. Нашето производство, површините плодни или не се работат, или за фотоволтаици се дадени, и младиот народ, само струмичко преку 80%, ја напушти државата и работи во странство. Тоа се факти. Тоа се вистински факти од кои бегање нема. А во најавата рековме дека имаме интересен прилог токму за унапредување и добивање на квалитетно европско производство. Значи се работи за фитосейф, кој на вистина за пепелниците и ботритисот како злачинители, посебно со голем обем вршат штета на лозарите, имаме решение кое треба да се почитува. Но да не должиме, доколку ржијата спремна, да го погледнеме прилогот. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно, би рекол, за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост. Тоа е фитосейф. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрејање на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосейфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцата. Значи, фитосейфот представува еден фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis cinerea и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме
со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме, да биде разбирлива за лозарот, па и за дел од стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосейфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до нас суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата на самото зрно и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќ ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосейфот, каде што сето тоа тој го оневозможува и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно действување со фитосейфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосейфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосейфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период прскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосейфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растенијето. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосейфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури, дали тоа било во кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните, сето тоа навистина со фитосејтот се постигнува фантастичен резултат со
доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосеифот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосеифот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосеифот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават, а тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од ош нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосеифот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одбор на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосеифот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството или цвекарството чак би рекли. Бидејќи ботритисот знае во цвеќето да направи таков ршум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосеифот навистина може да се итекако примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се итекако важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи,
со еден збор се работи за чист 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смеј да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосейфот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосейфот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот доз, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, попратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосейфот со тој одмер на средство, што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дожд, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол. Тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што итекако допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот итекако обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го
фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени австралски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука обослабуваат имунолошкиот дел на самото здорово, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека пример сега за гроздовите молци за третата генерација мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти. Тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние го него аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот. Фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести, кои, за жал, од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот, да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Во лабораториски услови успеавме да го уедноставиме фитосейфот како едно крајно решение по однос на појавата на пепелницата, која знаеме што се може подло да направи во скоро сите култури. Знаеме ботритисот како секундарен чинител што може да направи штета во производството. Затоа во лабораториски услови на едно одноставување на овој прилог сакам да дадам допринос да производителите го предпочитаат тоа, го спроведат тоа, бидејќи
е од економски интерес во нивна корист и што е најважно, нема пестицидни резидуи кои ќе штетат по здравјето кај луѓето. Тоа е суштината фактички на овие наши емисии кои даваме прилози, кои се од интерес за тоа производство, да не биде токсифицирано, него да одговара за консумација. Ако има некоја нејаснотија, слободно може да се јавите, ќе добиете стручни напаствија како и кога да се користи тоа. А тука негде и крајот на денешната емисија. Ви благодариме на вниманието со кое не следете. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.